Вкупно 27 денови празници и 4 продолжени викенди предвидува годинашниот календар на празнување. 11 од нив се национални и неработни за сите, 5 се за православните, 3 за католиците, а 1 за муслиманите. Дополнително уште 7 неработни денови се за припадниците на заедниците. За повеќето граѓани годината почна добро со новогодишен продолжен викенд, откако неработниот петок се спои со за некој неработната сабота. Нови празници и 2 неработни денови следуваат веќе во среда и четврток. Тогаш се празнуваат Бадник и Божик за оние кои можат да го поврзат и петок со викенд. Тоа е цел мини одмор од 5 неработни денови. Уште 2 дена во јануари се неработни и означени како празник. Тоа се 19 јануари, кога православните ги слават Водици, и 27 јануари, кога српската заедница ќе го празнува Свети Сава. Следниот празничен месец е април, но не за сите. Април предвидува 3 неработни дена. 5 католиците го слават Великден, 8 денот на ромите и 30 кога е Велики петок за православните. Последниот неработен ден од април се врзува со првиот викенд во мај, но и со неработните сабота и понеделник кога се слават 1 мај и Великден. Кога во прашање се празниците, овој мај наликува на јануари по бројот на неработни денови, вкупно 5. Имено по Великден следува 13 мај Рамазан Бајрам, па 23 мај денот на власите и 24 мај денот на сесловенските просветители. Останатите месеци се со релативно помалку празнични денови, но не и без можност за продолжен викенд. Прва шанса за тоа е 18 јуни, петок, кога за православните е духовденска задушница, и 2 август, кој годинава е во понеделник. Во септември има уште 3 неработни денови, 1 национален и 2 за припадниците на заедниците. Во октомври неработни се 11 и 23, во ноември 1 и 22, а во декември 8, 21 и 25. Неработни денови и продолжени викенди има доволно, но како и обично тие се гарантирани само за администрацијата. Сите останати ќе искористат само некој од нив, а врзувањето викенд за стопанството и трговијата досега кај нас не е позната пракса.